И последниот ден од изборната кампања пред молкот мина во знакот на аудиобомби. Нова снимка се појави денеска на YouTube каналот Зоки Рекетарот. Снимката е насловена "Заев зема рекет од 6 милиони евра". Повеќе медиуми објавуваат дека гласот кој се слуша на снимката е на екс-премиерот и лидерот на СДСМ Заев. Во разговорот се споменува Васил Димишков, брат на судијката Весна Димишкова, и сума од 6 милиони евра. Во еден период се појави овој Васко, а на Димишкова брат. Совети ми даде, што да правам, ми бара пари. Значи он ќе рече 6 милиони евра, 6 милиони евра. Викам важи, јас влегувам во оваа работа. Името на Васил Димишков беше актуелно и во други материјали кои претходно беа објавувани на YouTube и се поврзуваа со случајот рекет. Адвокатот беше спомнат и во еден од дуелите на Мицковски и Заев. Лидерот на ВМРО-ДПМН го праша Заев дали го познава адвокатот, на што председателот на СДСМ одговори негативно. Вие знаете кој е сестра на оној адвокат кој што бараше 6 милиони евра? Судиката Димишкова. Вие го познавате господинот Димишков? Не го познавам. Не го, сигурен сте? Сигурен. Добро, во ред. Да не излезе дека сте го познавале? Не. И власта и опозицијата излегоа со свој став за објавениот материјал на YouTube. ВМРО-ДПМН обвини дека Заев зема 6 милиони евра преку Васил Димишков, брат на судиката Весна Димишкова. Од партијата истакнуваат дека лидерот на СДСМ е шеф на рекетарската група, која го извршила најголемиот рекет во државата и ги повикуваат институциите да реагираат. СДСМ возврати дека снимката е монтирана и сечена. Според социјалдемократите од разговорот јасно се слуша дека нивниот председател одбива мито и дека го употребува зборот марш, а не важи. Претходно на YouTube каналот Обнова на режимот излегоа други снимки за кои се тврди дека се разговори на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски со независните пратеници од партијата. Темите на дискусија во овие разговори се ненапаѓање на пратениците од членството на ВМРО-ДПМН и законот за јавно обвинителство. Се огласија и пратениците кои тврдат дека разговор имало, а објавените снимки се нецелосни.